пред изборите во 2006 година, бевме ветиле дека откако ќе добиеме поддршката и ќе влеземе во државните институции, постепено секоја година ќе ги зголемуваме субвенциите и од 5 милиона евра годишно, колку што беа пред нашето доаѓање на власт, до крајот на нашиот мандат, значи 4 години, ќе дојдеме до 20 милиони евра годишно. Ние до 20 милиони евра дојдовме уште во првите 4 месеци. Значи, ние во владата влеговме на 28 август, тогаш не избра парламентот, и веќе до крајот на декември 2006, 5 милиони што преходно веќе беа и потрошени, ги претворивме во 20 милиони евра субвенции за земјоделците преку ребаланс кој што го направивме и додававме пари повеќе за земјоделието. Значи, не во 4-та година, туку во 4-тиот месец од нашето работење, тоа ветување го остваривме. Подоцна продолживме со нови зголемувања на субвенциите за земјоделците кои што преходно ги немавме ветено. Веќе следната 2007 година одвоивме нови 27 милиони евра. Па годината потоа во 2008 година одвоивме нови 45 милиони евра. Па потоа во 2009 година одвоивме нови 70 милиони евра. Па во 2010 година одвоивме нови 100 милиони евра. Па во 2011 година одвоивме и распределивме нови 115 милиони евра. За оваа година да се алоцирани, да се предвидени во буџетот и веќе почнаа да се нови 130 милиони евра. Субвенции, поддршка за земјоделците и за рурален развој. Значи, од 5 милиони евра, 5.500, да бидам поконкретен, од 5 милиони и 500 илјади евра годишно, денеска сме во ситуација државниот буџет да одвојува годишно 130 милиони евра поддршка за земјоделците. Јас знам дека тоа никогаш не е доста. И секогаш ќе фалат повеќе. И тоа е нормално. И затоа ќе се трудиме и во иднина да ги зголемуваме. Например, за следната година планираме 135 нови милиони евра. Па за годината подоцна 140. Повторно нови, значи не плюс 5, него плюс 140. Така што, планот ни е до 2015 година да дојдеме на годишно 150 милиони евра поддршка за македонското земјоделие и за рурален развој. Сме веќе кај земјоделието и со политиката на распределба на државно земјиште, колку што е можно повеќе, во различни форми, концесионирање, продолживање и слични форми, се со цел слободното државно земјиште да се распредели на што е можно повеќе земјоделци низ Македонија кои што немаат земјиште, а сакаат да работат. И на тој начин да се самовработат, па и да вработат некој од своето семејство или пошироко, и да не чекаат социјални помошти или нешто слично. И таа политика ја спроведуваме во овие години и ќе продолжиме да ја спроведуваме. Веќе се гледа и крајот, да речеме, на распределба нова земјиште. Министерството за земјоделие подоцна може поточно да каже. Останато е уште една количина земја која што очекуваме до крајот на ова или почетокот на следната да ја дораспределиме и на тој начин тоа што е слободно земјоделско земјиште да го дадеме на управување, односно на користење на сите оние кои што сакаат да го работат. Република Македонија се помести во многу параметри. И во економскиот раст, и во невработеноста која што се намали, и во извозот кој што значајно се зголеми, и во странските инвестиции, и во промената на законите, и во подобрувањето на бизнис климата. И се беше одлично, добро се движеше до моментот додека не настапи светската економска криза, која што ги фрли на колена најголемите и најмокни држави во светот. Тргна од Америка, па Европа, па другите држави, Азија и така натаму, сите ја почувствуваа. Ние правевме напори колку што можеме да ја ублажиме. И во голема мера успеавме во тоа. Иако многумина тоа не може да го почувствуваат, бидејќи не може да споредат како било тука, а како било во другите држави низ Европа, сепак ќе напоменам неколку значајни работи за да им ја доближам таа слика. Прво,
со мерките кои што ги преземавме, со 4 антикризни пакети, а во секој антикризен пакет имаше по 100 различни мерки. Македонија успеа во 2009, најтешката економска година, значи, она кога глобалната криза беше најсилна, да ја заврши само со мал пат на економијата од 0,9%. Некој ќе рече, па тоа не е ништо. Добро, но ќе ви кажам дека тоа беше трет најмал пат на економија во Европа. Значи, само 2 држави во Европа имале подобра економска година од Македонија во 2009 година. Година на најголема светска економска криза во последните 80 години. Исто така, значено е дека таа година успеавме многу нешта да ги задржиме стабилни. Зборувам и за 2009 и за 2010. Двете силни години на светската економска криза. Например, невработеноста ја бевме намалиле, како што кажав, од 38,7 на околу 32. Кога почна кризата, во сите земји почна да расте повторно невработеноста. Ние не дозволивме со мерките што ги преземавме невработеноста повторно да расте. Второ, во повеќето земји, кога почна кризата, се намалија приходите во буџетот и државите и владите почнаа да ги намалуваат субвенциите за земјоделие. Ние не само што не почнавме да ги намалуваме субвенциите, туку продолживме да ги зголемуваме онака како што бевме ветиле пред да почне кризата, кога не знаевме дека ќе има криза. Трето, повеќето од земјите почнаа со намалување на платите во јавниот сектор, пензиите на пензионерите, социјалната помош на граѓаните, и отпуштање на голем број на луѓе вработени во јавната администрација, отпуштање од работа, на илјадници луѓе. Македонија не дозволи ниту масовни отпуштања од јавната администрација, ниту намалување на субвенциите, ниту пак да го прекине зголемувањето на субвенциите за земјоделците, не дозволи да се намалат пензиите, не дозволи да се намалат платите во јавниот сектор, ниту пак социјалните помошти на граѓаните кои што ги примаат. Во многу од земјите што беа надвор од еврозоната имаше девалвација на валутите, како во Србија, во Турција и во повеќе други. Македонскиот денар остана стабилен и не дозволивме осиромашување на граѓаните преку девалвација на денарот. Во многу од државите пропаднаа банки. Во Македонија ниту една банка не пропадна и не се дозволи граѓаните да изгубат пари во пропаднати банки. Така што пребродивме еден многу тежок период, кој што, верувајте нам, воопшто не ни беше лесен, бидејќи тргнавме со еден добар залет во 2007 и 2008. Повеќето од луѓето видоа надеждата, им се врати надежта, тргнаа нештата, но за жал како со нож беа пресечени со светската економска криза. Почетокот на 2011 година се чинеше дека светската криза поминува. И така и беше. И само што почна да поминува кризата, во Македонија повторно почнавме да остваруваме висок раст. Во првите 6 месеци во 2011 растот на економијата беше 5,3%. Ние сите си рековме, добро е, шухјур бидна кризата помина, издржавме некако, се справивме колку што можевме со неа, кога, драги пријатели, во втората половина на 2011 година започна европската должничка криза и рецесијата предизвикана од европската должничка криза, која што за жал се уште трае. Таа беше предизвикана од големите долгови на некои држави во Европската унија, за што веројатно сте запознаени, тргнувајќи од Грција, Италија, Шпанија, Португалија, Ирска, во еден период беа критични Белгија, Словенија и така натаму, и практично ја зафати цела Европа. Како резултат на тоа дојде до рецесија, која што се уште трае, се намалија повторно нарачките од странските европски компании кон нашите мораат повторно да го намалат производството, автоматски извозот, автоматски и девизните приливи и автоматски и да го одложат евентуалното вработување на нови граѓани. Така што се доведовме со една мала издишка, да речеме, во првата половина 2011 година,
Повторно се доведовме во ситуација да се бориме со кризи кои што ни доаѓаат од надвор. Надворешни шокови за македонската економија. Како и да е, во овој период правиме се по наша моќ да се справуваме со овие потешкоти и колку што можеме да им ја олесниме положбата на нашите граѓани. И така и ќе продолжиме во иднина. И постојано правиме реформи, промени и подобрувања. И така ќе продолжиме до крајот на нашиот мандат. Прво, да го оствариме тоа што е ветено во нашата програма и второ, ако можеме, да оствариме и нешто повеќе од тоа што е ветено. Како што беше, например, редот во земјоделието, каде што ветивме помалку, а дадовме многу повеќе субвенции. Преземаме многу мерки и во другите области, да речеме во областа труд и социјала. Таму, да речеме, во последните 3-4 години, социјалните помошти ги изголемивме за во просек околу 35%. Кажав, пензиите на пензионерите ги изголемивме исто така околу 35% во просек, додека оние со најниски пензии, во третата група што се, дури и до 42%. Понатаму, направивме исто така воведување на една специјална бенефиција за примателите на социјална помош, да имаат додатни 600 денари за енергетска сиромаштија. За оние кои што се приматели на социјална помош, воведовме дополнителни 1000 денари ако имаат деца што им одат редовно во училиште. Направивме исто така градба на многу социјални станови во многу градови за лица кои што се во една таква категорија да не можат на друг начин да дојдат до стан, туку да мора да бараат социјален стан. За оние кои што се најтешки случаеви, болни, изнемоштени, постари лица и така, кои што и да им даете да работат, не може да работат, отворивме народни кујни во 35 општини низ Македонија, така што правиме колку што можеме работи да им помогнеме на што повеќе луѓе. Па дури и оние кои што, секое семејство кое што добива трето дете, овозможивме по закон секој месец да добиват по околу 8000 денари додатни за во наредните 10 години откако детето ќе се роди, за да им биде подкреп, додека малку од малку да подпорасне детето, за дополнителните трошоци што ги имаат и на тој начин и да ги охрабриме семејствата да имаат повеќе деца. А оние семејства кои што ќе имаат 4 деца, како што знаете, овозможивме мајката, доколку нема право на пензија, доколку не остварила по било кој основ право на пензија, со навршената 62 година, кога нели жените одат во пензија, да добие одреден надоместок доживотен од тогаш, од 62 година па до крајот на животот, кој што ќе биде една замена за пензија и на некој начин како една благодарност од државата, што родила, израснала и исчувала 4 или повеќе деца. Покрај ова, направивме многу други значајни работи, со кои што, да речеме, помогнавме на многу луѓе. Се заврши проектот за легализација на дивите градби, нешто што со години, со децении граѓаните беа лажени од многу политички партии и политичари, им беше ветувано, но никогаш остварено. Тој процес владата го заврши, сега општините одат една по една апликација да ја одговорат и да се овозможи целата легализација. Воведовме 1 евро за откуп на дворните места, на оние лица кои што си ги нема откупено дворните места. Воведовме 1 евро за изградба, 1 евро почетна цена за надавање за изградба на индустријски објекти, фабрики, земјоделско откупни центри, хотели и други објекти кои што отвораат нови работни места. И многу други работи кои што помагаат во секојдневното работење, живење и бизнис на граѓаните, како што беше, да речеме, олеснувањето за вадење на градежни дозволи. Во минатото градежна дозвола да се извади требаше 6 месеци и 23 чекори, денеска треба околу 4 чекори и околу 1 месец за да се извади градежна дозвола да се гради нешто. Многу вложивме и во информатичкото општество и во образованието. Знаете дека воведовме задолжително и бесплатно средно образование. Воведовме нови универзитети, овој во Источна Македонија, Гоце Делчев, со многу нови факултети и на новите универзитети и на старите универзитети, нови дисперзирани студии, значи ги доближивме студирањата до младите луѓе, да бидат поблиску до нив.
Студирањето го поевтинивме на 200 евра годишно, преходно беше по 600, по 800, некаде 1200. Преведовме, испечативме над 1000 книги, од кои што се учи на највисоко рангираните универзитети во светот, за да нашите студенти учат од најквалитетни книги и да имаат најдобро знаење. Набавивме огромен број на лаборатории од сите области и ги дававме на факултетите за нивно користење, но и за користење на бизнисот и на земјоделците онаму каде што тоа им е потребно. Преземавме проект за отворање на бесплатни интерни клубови. Во 2 години дававме и ваучери за бесплатни компјутери на абсолвенти на факултетите во Македонија. Над 40.000 луѓе добија бесплатна обука за компјутери и за интернет и редица други работи кои што помогна во секојдневниот живот. Да речеме, со воведувањето на оператор имаме 70% намалување на цените на мобилната телефонија, значи се внесе една здрава конкуренција. Се воведе задолжителен англиски јазик од прво оделение, се воведе етика на религиите, се воведе предметот информатика во образованието, се воведе предметот предприемништво и редица други промени кои што го подобрија и квалитетот, но и достапноста до образование. Во последните неколку години преземаме и многу работи за подобрување на нештата во администрацијата и во судството. Крупни закони се преземани, некои од нив веќе стапија на сила, некои стапуваат наскоро, на 1 јануари, со кои што се стеснува просторот и на оние во администрацијата кои што ја злоупотребувале својата работа, и на оние судии кои што исто така несовесно се извршувале работата, се стеснува нивниот простор на делување, затоа што добиваат рокови за секој предмет, после кои што рокови, ако не ги исполнат, им следуваат сериозни казни, како во администрацијата, така и во судството. Се воведува кариерно напредување во судството и редица други работи, кои што очекуваме во иднина да е подобра состојбата на македонското судство и македонската јавна администрација. Во делот на борбата против корупцијата и криминалот направивме многу крупни акции, многу крупни промени на законите и се чини Македонија имаше незабележени дотогаш успеси во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Ке ве потсетам на многуте акции како што беа Бачиво 1, Бачиво 2, Бачиво 3 и Бачиво 4, Змиско око 1 и 2, акциите Каудрама, акциите Армиско оружје, акциите, операциите Метастаза, Бумеранг и редица други, како и оваа последната што беше Детонатор, со кој што неселективно, силно и непоколебливо удривме на оние кои што се занимаваат со криминал и со криминал и корупција се обидуваат на грбот на останатите граѓани да дојдат до одредени нивни заработки. Така и ќе продолжиме и се додека ВМРО ДПМН е на власт, сакам да ве убедам дека оваа политика на борба против корупцијата и криминалот ќе продолжи. Барем додека ВМРО ДПМН е на власт. Неколку збора сега за земјоделието. Премиерот кажа дека оваа година се постигна највисокиот износ, преку 130 милиони евра се одвоени во буџетот како поддршка на земјоделието. Ние на земјоделието гледаме како на стратешка гранка, покрај субвенциите правиме голем број на други напори. Сега ќе биде донесен и нов закон за земјоделски задруги со цел да се помогне на земјоделците подобро да се организираат во поголеми групи, со цел полесно да доаѓаат до пласман, полесно да ги пополнуваат барањата за субвенции, полесно да ги користат средства да од ИПАР програмите. Ќе продолжиме и со земјиштето, она што е неиздадено да се издава понатаму. Планираме во следните години еден позаселена активност во подобрување на системите за водоснабдување, една реформа ќе има кај водните стопанства и кај водните заедници, да тука се постигне, значи, на што поголем број на површини да има снабдување со вода, да може наводнување да има, и генерално ќе продолжиме на што го кажуваме форсирање на квалитетот, форсирање на употребата на сертифицирани семенски материјали, стимулирање на формирање на откупно-дистрибутивни центри и слично. Дозволете сега само на брзина да поминам за некои од најголемите или најважните промени во субвенциите што се направени во овогодишната програма.
имено ја зголемивме субвенцијата за полјоделски култури од 8.500 на 9.000 денари, а за производство на сточна храна на пченка има дополнителни 1.000 денари. Ако се користи сертифициран семенски материјал, и затоа апелирам, користите сертифицирано семе. Многу злоупотреби се правеа во минатото, доаѓаше заразено семе, приносите беа лоши, или пак од меркантилна пченица, само ќе се запрашаше од озгора со пестициди, се продаваше као семенска, користите сертифицирани семенски материјали и тука ќе има и дополнителна субвенција од 3.000 денари по хектар. Кај градинарството направивме категоризација на културите, така да кај доматот и краставицата имаме зголемување на субвенцијата од 20 на 30.000 денари, кај компирот и пиперката од 20 на 23.000 денари, а оние кои што огледуваат во оранжери и во стакленици има дополнителна субвенција од 90.000 денари по хектар, односно ако некој огледува пиперка, да рече, односно домат или краставица, во оранжериско услови вкупната субвенција е 120.000 денари по хектар, 2.000 евра по хектар, навистина износ кој што историски е незапамтен во Република Македонија. Кај овштарството исто така имаме определени зголемувања, значи кај праската, крушата, црешата, вишната, кај сијата се зголеми субвенцијата од 25 на 28.000 денари и прв пат правиме слично као кај зеленчукот за предадено овоше во преработувачки капацитет дополнителни 2 денари по килограм. Тоа е со цел да се стимулира што по-профитабилни и поскапи производи со поголем степен на додадена вредност да излегуваат од Македонија, бидејќи кога им се додава вредност и нови погони се потребни и на нови вработувања, што е една од нашите основни цели. Кај предадениот зеленчук по преработувачки капацитети, субвенцијата категоризиравме во две групи, значи кај пиперка и корнишон 2 денара, таа беше 1,5 денар по килограм претходно, додека кај останатите останува 1,5 денар. Направивме одредени зголемувања кај оние што се производители на семенски материјал, така да ако се произведува семенски материјал, значи за производители на семенски материјал, субвенцијата е зголемена од 12 на 14.000 денари. Во делот на сточарството имаме исто така политики за да се зголеми приносот на месо, да се намали увозот на месо од странство. Тука ги зголемивме за 50 денари основните субвенции кај сите типови на животни и воведовме уште една мерка за задржано женско грло во основните стада, дополнителни субвенции во зависност од тоа за кое животно се работи, бидејќи целта ни е да, како што кажав, се зголеми домашното производство на месо и да се намали увозот. Кај производството на свинско месо имаме релативно добри резултати. Во изминатите 3-4 години речиси целосно е елиминиран увозот на свежо свинско месо, се уште везуваме смрзнато, но тенденцијата и тука се намалува, додека кај останатите навистина има уште малце повеќе да сработиме.